Лидерот е трговец со надеж, но мудар не е оној кој знае се, туку оној кој го знае неопходното. Патот на Македонија трасиран кон НАТО и Европската унија. Дали ова е неопходно земјава конечно да почне развојна наместо компонента на преживување, политички зрела наместо разорна политика. Во пресрет на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, нама се чекаат реформските закони, но утре и нов тест за владата на Зоран Заев. Интерпелација, односно гласање за недоверба. Впрочем, за доверба на владата потребни се повторно да се изгласаат барем 61 пратеник. На оваа тема гости во вечерашното издание на 24 Отворено се професорот Ненад Новковски. Добра вечер. Добре дојавте во студиото на Отворено. Аналитичарот Владимир Божиновски. Добра вечер за вас. Добра вечер. Професорот Никола Дујовски. Добра вечер и за вас. Добра вечер. И аналитичарот Сефар Тахири. Добра вечер и за вас. Добра вечер. Разбира, тука се и нашите студенти од правниот факултет и од факултетот за безбедност вечерва, кои што ќе бидат, се надевам, активни учесници во нашата емисија. Новковски, како што рековме, утре е гласањето, првиот практично тест во собранието за Заев. Многумина велат сосема известно како тој ќе помине, дури со зацврснување на поддршката за владата на Зоран Заев. Па во таа рака земено, дали потегот на Мицковски да се врати во собранието со интерпелација, всушност можеби не беше најпаметен потег за него. Ова е една алатка што опозицијата секогаш ја користи во функција на промовирање на своите ставови и во таа смисла е секогаш легитимна и ако добро биде осмислена може да донесе соодветни поени. Секако доколку биде направено онака како што треба. Ќе видиме понатаму, наверно, ќе имаме за дискусија многу прашања тоа, но во основа тоа се случува секоја прашањето ми е дека ако владата на Заев беше избрана со 64-5 пратеници, сега можеби да добие повторно дури 70 гласови и практично тоа значи зацврснување на моќта во собранието и давање нов легитимитет, се разбира. А поентата на опозицијата е поинака. Секако, тоа е всушност еден начин на проверка и може проверката да покаже и позитивни и негативни резултати. Во таа смисла, доколку не е соодветно таргетирана, може да ја зајакне позицијата на владата. Ако се случи опозицијата да има многу посилни аргументи, може да ја разниша позицијата на владата. Тоа е прашање за конкретната ситуација. Во секој случај тоа е еден инструмент што го користи опозицијата за ако ништо друго за да се појави на политичката сцена како релевантен субјект, посебно во оваа ситуација кога од околности кои што не беа сосема јасни се изгуби надвор од парламентот и има потреба на некаков начин да се врати. Во таа смисла основната функција на овој чин го гледам како начин да се врати како субјект на некој начин што го смета за достоинствен. Божиновски, пратениците на ВМРО ДПМН дефинитивно се враќаат во парламентот, после оние математички, да речеме, причини кои што ги наведуваше Мицковски за тоа зошто не може да функционираат. Ќе продолжи ли оваа игра на топло-ладно или мислите дека ќе се вклучат директно во решавањето и на овие реформски закони кои што престојат веќе од задутре, од кога ќе помине утрешниот ден? Не, местото на сите пратеници во парламентот, тоа е недвосмислено јасно. И кога бойкотираше СДСМ, јас велев дека треба да се вратат и секој бойкотираше ВМРО ДПМН го велам истото. Така да најдобрата дебата е токму Македонското собрание и собранието е впрочем местото каде што и опозицијата, кој да е опозиција, може да биде највокална. Токму затоа претпоставувам и оваа интерпелација, затоа што колку што беше тешко да се изгласа владата, толку ќе биде и тешко да се изгласа недоверба, затоа што силите во парламентот се многу блиску. Но не говориме сега за тоа дали на владата ќе биде изгласана недоверба, колку што говориме повеќе од аспект на тоа да сите оние негативности кои што опозицијата ги има забележена во делувањето на владата во изминатите 10 месеци, сега ќе може да ги презентира јавно во парламентот и се разбира во очекување да добие и одговор од страна на владеачкото мнозинство. Се разбира со тоа се поттикнува дебатата, се разбира дека со тоа
може да добие поени опозицијата, може да добие наклоност, но во секој случај оно што е најважно, ќе добие многу поголема видливост. И затоа и целта нели на таа интерпелација. Дујовски, каква расправа очекувате утре? Мислите ли ќе биде жестоко, мислите ли ќе биде помирливо, со цел да се остават на страна све она што се случуваше во изминатиот период во и надворот собранието, бидејќи она на што опозицијата најмногу инсистираше и поради која што, да речеме, и го напушти собранието, беше функционирањето на правдата и правната држава. Тие сметаат дека се жртви на овој систем. Всушност очекувам дека ВМРО ДПМН со предлогот кој што го има во собранието за гласање на доверба на владата, ќе се држи до точките кои што се предвидени таму и ќе се обидат на македонската јавност да им покажат негативните страни на досегашното владење на СДСМ и коалицијата. И тоа не би рекол дека може да биде ниту жестоко, ниту млако, едноставно тие имаат за што да зборуваат, имаат релевантни теми кои што секако ќе ги отворат, но од друга страна ќе има и пратеници од владеачкото мнозинство кои сосема легитимно ќе го кажуваат спротивното. Денеска го слушнавме координаторот на СДСМ дека тие ќе искористат оваа прилика да ги кажат предностите на владењето на оваа нова влада. Во секој случај ние не треба да забораваме дека ВМРО ДПМН и неговата коалиција нова држава не и остави јасни правила, не и остави здрава држава, туку остави држава со малте неразрушени темели. Ниту пак дека СДСМ не дојде на готово, на веќе подготвени процедури и правила од кои што едноставно само треба да продолжи да владее по еден пат по кој воопшто нема да имаат препреки. Но поминаа 9 месеци и повеќе од владењето на новата влада. Знаете како луѓето има големи очекувања и дел од нив се разочарани од овој или од оној аспект на владењето. Во право сте, токму затоа е чудно што ВМРО ДПМН упорно 9 месеци се однесува како никогаш да не биле на власт во Македонија, а СДСМ се однесува како да начекаат држава која што едноставно треба да уживаат додека ја водат. И мора да се менуваат тие работи. Утре дискусијата ќе биде насочена кон тоа. Мислам дека ВМРО ДПМН се уште има внатрешен проблем во однос на концептите кои што треба да ги развива и да стане една модерна демократска европска партија, и тие ќе се држат слепо, да не речам до она што постојано го повторува, дека е полициска држава, дека нема слобода во медиумите и така натаму, заборавајќи од каде доаѓаат сите тие. Може ли да го чуеме и дека Бранко е крив за ситуацијава? Па едните викаат Бранко, Заев, другите ќе викаат некој друг е крив. Едноставно на тој начин само тапскаме во место, не одиме напред. Пратениците од сегашното мнозинство треба малку поактивно да покажат зошто ја поддржуваат оваа влада. А и владата се разбира, таму ќе биде премиерот со сите министри, очекувам, треба да кажат отворено со какви проблеми се соочуваат тие. Не е лесно сега да се води ниту едно министерство. Има многу нејасни постапки, има многу процедури. И на крајот на криштата не видовме дека нешто кујзне што се промени во овие 9-10 месеци. Резултат на тоа е владењето на ВМРО ДПМН, токму на оние што предлагаат разрешување на оваа влада. Тахири, што очекувате вие со оглед на се ова што го споменавме, и во голем дел можеме и да се согласиме за тоа дека ефектите на она што се вели 10-месечно владење на СДСМ можеби не се прецепирани онака како што многумина би сакале да бидат, особено тие што се бореа со барабар со партијата, да речеме, граѓаните за промена на власт. Да, ние веројатно во текот на емисијата ќе зборуваме и за конкретни теми, за тоа колку владата, односно владачкото мнозинство успеало да ги реализира ветувањата кои што ги имаше пред парламентарните избори, но мислам дека постапката на ВМРО ДПМН за интерпелација, односно за доверба на владата е политички трик кој што на некој начин ја го оправдува враќањето на оваа партија во собранието, бидејќи немаше друг начин како да се врати во собранието. Именно ВМРО ДПМН ги испроба сите можни други начини на политичко делување, сосема легитимно, сосема демократски, во некои делови не баш демократски, ако се сеќаваме на постапките кои што претходеа на 27 април и понатаму, значи блокадата на институциите, понатаму бојкотот на собранието, и мислам дека ВМРО ДПМН се враќа на политичкиот терен. Значи, политичкиот момент е тој дека
нема друга институција која што може да ги решава политичките прашања, освен собранието, бидејќи Впрочем, имаат и солидна бројка на пратеници која што може да биде искористена за секаква начин на политичка промоција. Пратеници кои што биле и на врвни политички функции, министри и така натаму. Да поменај да го почнам вториот круг на прашање, ќе се однесува кон законите кои што се на дневен ред веќе од четврток, тоа се дел од реформските закони, многу важни за Македонија, бидејќи веќе за една недела доаѓа извештајот на Европската комисија. Јас мислам дека ќе биде добро за ВМРО ДПМН, но и за државата, значи за сите нас, за граѓаните, оваа партија да ги поддржи реформските закони, бидејќи тие не се закони кои што одат на корист само на СДСМ или на владеачкото мнозинство, бидејќи. Но тука ќе имаме судар, имаме закон за заштита на сведоците кој што треба да помине. Значи и ќе има внатрешен судир, претпоставувам во опозиција. Значи дебата ќе има, но мислам дека на крај ќе владее разумот и ВМРО ДПМН ќе даде поддршка на законите за кои што се барат значи 2/3 од собранието да гласат, бидејќи мислам дека ова партија моментот е таков за лидерот на партијата Христијан Мицковски, за консолидирање на партијата е таков да покаже пред јавноста и пред меѓународниот фактор дека сепак се работи за партија која што на некој начин се реформира, се трансформира од внатре, без разлика на внатрешната дебата која што... Што мислите вие, Новковски, за тоа дали ќе добијат законите за кои што е потребно двотретинско мнозинство поддршка од опозицијата, кое што веќе ќе го очекуваме многу скоро да се случи? Тука постои еден суштински проблем во однос на роковите, имено веќе доаѓа 17 април кога доаѓа извештајот од Европската комисија, и пропуштени се можностите претходно да бидат реализирани овие решенија. Тоа значи, не е прашањето во тоа што ќе се случи, тоа мора да се случи во некој момент. Работата е што се пропушти шансата овие работи да бидат решени пред 17 април, кога ќе пристигне извештајот од Европската комисија. Мислите, ова ќе наштети на одредбите во извештајот кои што можеле да бидат и поповолни, би можеле да бидат? Во секој случај, да. Во секој случај тоа ќе има влијание. Колку ќе биде конечната оценка, значи од како ќе се соберат сите плусови и минуси, тогаш тоа ќе се види. Но клучното е дека е пропуштена можноста во овој период многу повеќе работи да бидат направени кои што треба да бидат нотирани. Имено ние имаме многу кус период во овие 6 месеци додека бугарското претседателство, кога што беше предвидено да се направат најголемите исчекори напред, и извештајот на Европската комисија кој што беше одложен за 6 месеци. Добро, но веројатно и тајмингот на враќањето на ВМРО ДПМН кореспондира со еден разумен рок од следни 3 месеци во кој што може да се доразрешат овие прашања пред завршувањето на тој 6-месечно председавање на Бугарија. Божиновски, вие каков е вашиот став во однос на овие закони? Ќе добијат ли поддршка во собранието и од опозицијата? Зависи дали како се договориле. Значи постојат работни групи помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ кои што ги усогласуваат овие законски решенија. Претпоставам таму каде што се усогласиле дека тоа ќе биде поддржано и тоа се разбира треба да е во согласност со препораките на Приви и се она што од нас се бара во тој реформски пакет. Дали мислите дека тие се условени од некои други, да речеме, ситно пазарџиски игри под маса, што би се рекло, политички? Политичарите секогаш си имаат некои своји игри. Она што е важно е дека предлогот на самиот, да речеме, да земеме еден предлог закон кој што треба да се донесе со двотретинско мнозинство. Доколку предлагачот, односно владеачкото мнозинство, го предложи како таков и ВМРО ДПМН не го поддржи, тогаш ќе треба едните и другите да објаснат зошто не го прават тоа. Ако немаат валидно објаснување, ќе изгубат или едните или другите. Таква е ситуацијата. Народот очекува реформи. Што значи дека ВМРО ДПМН нема да си дозволи како опозиција да не поддржи одреден закон кој што е квалитетен, кој што е добар и кој што претходно бил усогласуван. Од друга страна исто така и СДСМ не би требало да си дозволи да предлага некакви решенија кои што се надвор од она што е договорено со цел
на некој начин да профитира. И затоа сметам дека и двете партии ќе бидат внимателни и ниту едните ќе се обидат да предложат закон кој што сосема не одговара на опозицијата, ниту па другите ќе бойкотираат или нема да поддржат закон кој што е во ред. Половина од поранешното раководство на ВМРО-ДПМН е под закана на затворски казни и судски процеси кои што траат. Мислите дека таа конструктивност во чекорите на опозицијата ќе продолжи, односно Мицкоски ќе има контрола и врз тој дел од пратеничката група? Затоа ви спомнав на почетокот. Значи, потребно е валидно објаснување зошто се поддржува или зошто не се поддржува. Неподдржувањето на некој закон поради одредени други околности кои што не се поврзани со тоа законско решение не е валидно објаснување. Исто така, предлагањето на одреден закон кој што не е усогласен со оној кој што треба да го поддржи, односно опозицијата, не е валидно објаснување, туку така само дека еве треба да правиме реформи, за 10 дена ќе имаме извештај и така натаму, ајде да го поддржите законот, ако тој закон не е добар. И затоа велам, најбитно е она што е договорено во тие работни групи. Се уште не знаеме, ќе видиме. Од изјавите кои што беа и на едниот и од едната и од другата страна, има некаков напредок. Претпоставам дека тоа во најскоро време ќе го видиме. Но она што е најважно, поддршката или неподдршката на одреден закон мора да има валидно објаснување. Ако не постои таква работа, тогаш ќе изгуби или ВМРО-ДПМН ако не поддржи добро законско решение, или СДСМ ако предложи лошо законско решение. Дујовски и еврокомесарот Хан и високата претставничка за надворешна и безбедносна политика Могерини најверојатно ќе пристигнат во Македонија веднаш по соопштувањето на извештајот на Европската комисија. И многу изгледа идилично ако целата и власта и опозицијата наеднаш се согласа за сите овие закони и Македонија оди напред во услови кога веќе кажав половина раководство на партијата се соочува со тешки затворски казни, барем според судските процеси кои што во моментов се водат. Како очекувате вие и во наредните денови и во наредниот период однесувањето да биде во парламентот? Јас очекувам дека овие закони ќе бидат доведени пред гласање и очекувам да бидат поддржани од доволен број на пратеници. Зошто? Затоа што за овие закони не се расправа од вчера, тие се веќе подготвени. Целосните текстови на законите ги имаат пратениците. Сакам да истакнам дека во периодот на јавната расправа по однос на овој сет на закони учествуваа и СДСМ, и ВМРО-ДПМН, и другите политички партии подеднакво. И можам да забележам дека немаше некои големи разлики помеѓу партиите, стануваше збор за некои мали ситни прашања кои што веројатно досега се уредени благодарение на работните групи. Токму затоа очекувам дека ВМРО-ДПМН, но и СДСМ ќе дадат поддршка за овие закони затоа што се важни реформски закони од кои што зависи реформата пред се во правосудниот систем во државата. И да, се разбира, очекувам дека до затварањето на овој извештај овие закони може да бидат изгласани во собранието, но никако не би го поврзувал носењето на закони со судбината на поединци. Дали се пратеници, дали се министри, дали е председател на држава. Носењето на закон подразбира процедура и носење на општ акт кој што треба да важи за сите граѓани на Македонија. Дали некој е засегнат од обвинение, дали е тоа од обвинение на специјалното обвинителство или на основното обвинителство, воопшто не е важно. Пратениците на било која политичка партија кои што ќе се обидат да добијат политички поени и да вметнат во закон, член или било каков текст кој што ќе оди во корист на лица осомничени или осудени без разлика, ќе погрешат и тоа ќе им се врати двојно. Да. Малку околу самата интерпелација на владата. Таа доаѓа во момент кога Заев најави реконструкција на владиниот кабинет, што само по себе значи дека и тој не е задоволен од одредени чекори во сопствената влада. На кои поенти може да се адресираат главните пропусти и слабости во оваа една година од владењето? Мислите ВМРО-ДПМН кој што ги поднесе во ова? Кој што ќе ги поднесе, да, и... Да, тие се објавени на веб страната на собранието, може да се види целосната... ВМРО-ДПМН, да. Сега вас се прашувам во однос на кадровските решенија, во однос на она што се вели спора правда, бавна правда, за која што многумина се жалат, во однос можеби на некои потези што во јавноста се сваќаат како дојдоа едни, си заминаа едни, дојдоа други, но ништо суштинско не видовме промена. Ја гледаме ли промената или е толку тешко да таа излезе на површина?
Ете како не можете да очекувате дека за една година ќе се случат некои драстични промени, особено во држава во која што многу од прашањата допрва треба да се отвараат. Меѓутоа мислам дека е сега вистинско време председателот на владата да искористи двојно. Прво, реконструкцијата се прави заради проширување на владината коалиција, заради прифаќањето на некои нови партии во коалицијата, но веројатно вешто тој ќе искористи да замени или да ротира некои ресори каде што не се покажа добри резултати. А има, сигурно дека има во овие 10 на месеци ресори во кои што можеше да се постигне многу повеќе и да се отворат похрабро многу чекори, затоа што тоа на крајот на криштата се очекува од една реформска влада која што доби легитимитет, можеби не толку на кои се тие вака кога ги кажувате, имате во вид барем две клучни министерства или ресори? Ајде тоа да му го оставиме на премиерот. Јас имам личен впечаток, меѓутоа тоа е нерелевантно за македонската јавност. Премиерот веројатно многу подобро знае, затоа што тој е постојано во контакт со нив, ги очекува резултатите кои што тој ги поставил. А има, сигурно има и јас очекувам дека ќе има неколку ротирања, ние може тоа тука аналитичари, новинари и професори за да ги лоцираме. Министерот за правда најлесно е да речеме дека се повлече затоа што предстои веројатно и проширување на владиниот состав, можеби дуи повеќе нема да раководи со тоа министерство. Една слика во јавноста е тоа. Инаку најмногу од критиките одат кон министерствата кои што не се најсуштински во државата, не се од прв ред, меѓутоа сигурно треба отворено да се зборува за пропустите кои што се направија, а за кои што јавноста претходно веќе беше информирана. Во однос на трошењето на буџетските пари, во однос на планирањето на средствата, во однос на можеби на социјалните проблеми во државата и така натаму. Тахири, истото прашање во однос на интерпелацијата би сакал да го чувам вашиот став. Колегата Дујовски спомна правда, самиот министер признаваше дека тука има пропусти, веројатно не само заради неговата ангажираност, тоа е заради околностите во кои што се наоѓаме, значи правосудниот систем функционира на тој начин што не може да се очекува дури било кој да е тој министер да го реформира системот. Мислам дека тука и ресорот здравство, граѓаните очекуваа многу повеќе, но знаеме и таму кои беа случувањата, значи после заменувањето на Арбен Таравари за градоначалник на Гостивар, доаѓањето на новиот министер, мислам дека во тоа министерство имаше можност да се случуваат, зборам за секторот здравство, значи поголеми реформи. Околу транспарентноста сметам дека оваа влада е на некој начин во формалниот дел, значи во тој дел што е комуникација со јавноста, отварање на значи министрите, министерствата, разните сектори во владата, значи институции, владини и така натаму, мислам дека има драстично подобрување. Сметам дека не само во комуникација со медиумите, туку и со граѓаните, тоа е добро, тоа треба да продолжи, бидејќи граѓаните мора да имаат увид како се трошат буџетските пари, како ги трошат нашите јавни пари, министрите и другите раководители на функции. Добро што се виде, например, дека некој министер, било тој да е за економија или за некој друго министерство, потрошил 14.000 евра и јавноста нека просуди самата дали тоа е во ред. Ја мислам дека тоа е апсолутно не е во ред. Дека тој дел на транспарентноста имаше пропусти поради тоа како беше објавен, па за одредени министри било објавено трошењето на целото министерство, кое што велат подпишувавме ние за сите. Значи, можеме да навлегуваме во детали. Секако дека сега не сакам да кажам, да, добра е транспарентноста, но лошо е трошењето. Значи, можеме да влегуваме во детали. Например, министерот за култура Ало Ѓозовски се оправдуваше дека на негово име се ставени трошоците на целото министерство и така натаму, но мислам дека тоа се детали. Чинот е добар, дека има политичка волја за владата да биде транспарентна. Мислам дека во делот на администрацијата, лично јас очекував многу повеќе, не во смисла да доаѓаат новите и да ги сменат старите. Значи, бидејќи тоа е политичка... Функционирањето на институциите практично продолжи по некој ист терк за кој што верувавме дека треба да има промени. Новковски, вие дали очекувавте дека
Може во овој сегмент да се направат повеќе промени или главното разочарување го гледате во она што се вели правда? Во поглед на ова интерпелација, таа е доста широко формулирана. Најверојатно целта е да се погоди некој од оние министерства кои што ќе бидат реконструирани, за да може понатаму да се собираат поени дека токму опозицијата укажала дека таму имало грешки и дека премиерот тоа го видел и го исправил. Инаку е направено по метод Монте Карло на сите можни места каде што можело нешто да се каже, дали има оправдување или нема, направено е тоа. Клучното е токму во ова смисла за правдата, она што го спомнува опозицијата, всушност што е најголемата слабост на овој чин на поднесување на интерпелација. Имено ова интерпелација ја поднесува една опозиција која што не е кредибилна. Иако се случија промени во раководството не се откажа од хипотеките, туку си закачи уште многу други хипотеки од претходните раководства, што се однесува во прв ред на масовните повреди на човековите права, потоа исто така оние настани со насилни дејства во парламентот, кои што секоја нормална партија ќе ги отфрлеше, ќе ги осудеше политички и ќе се оградеше од сите актери во тие дејства. Напротив, се случува токму обратното. Токму на партија која што треба да биде носител на идејата за правдата, значи на времето ВМРО е поставено со таа идеја за слободата и правдата, токму нешто треба да ја носат идејата за слободата и правдата, токму тие ги бранат оние што се во правни постапки, тоа огромен број на правни постапки за тешки кривични дела и од тука доаѓа некредибилноста и сето понатаму. Слабостите на владата не зависат од кредибилноста или од некредибилноста на опозицијата. Тоа се внатрешни слабости пред се, кои што не успеа да бидат антиципирани во овој период. Ние сега за тоа зборуваме, да видиме како тоа да се поправи и каде ги лоцираме клучните грешки во владењето на владата на Заев. Бидејќи опозицијата ќе се избори или нема да се избори за својата кредибилност во наредниот период. Токму во тој контекст го спомнав и ова. Значи, токму главната забелешка на владењето на правото, тоа е токму забелешката дека овие масовни повреди на човековите права не дојдоа до некој висок степен, не се доближија до разрешница како што очекуваа граѓаните. Значи, најголемата слабост која што треба да се констатира е токму таа дека овие лица кои што беа веќе во постапки за многу тешки дела, кои што нас пред меѓународната заедница не доведоа на најниско ниво, кај што ги изгубивме сите позитивни оценки, нешто што мора да се реши најбргу, токму тоа заостанува. И во таа смисла јас очекувам, значи ова да се направи пресврт и повикувам да се направи пресврт сега во овој чин да не биде како што е вообичаено пресметка помеѓу власта и опозицијата, туку да се направи еден повик да бидат разрешени сите овие клучни прашања и очекувам да се... Мислите дека луѓето едноставно кажано очекуваа некој од претходната гарнитура да отиде во затвор за да бидат среќни и задоволни? Луѓето очекуваат правда, а за да има правда, секако треба политичките субјекти да изложат и таква политичка волја. Односно, тука недостасува политичката волја за реализација на правдата од партијата која што се декларира за десна опција, за наследник на ВМРО, чии што главни вредности се слободата и правдата. И тоа треба јасно да биде изнесено и јас ги повикувам пратениците од ВМРО ДПМН токму на утрешната сетница, токму тоа да го изнесат и да повикаат исто така да се усвојат сите овие реформски закони. Правдата не е обструирана заради опозицијското делување, правдата ја нема заради тоа што имаме други причини. На власт е друг и одговорноста веројатно се лоцира на друго место. Има многу причини за тоа, а она што очекувам јас е опозицијата да даде од своја страна максимален принос да се забрза процесот на реализацијата на правдата. Да бараат да одат во затвор, професор? Самите да побараат правна држава и да... Барем како што кажала Ангела Меркел за Кол, дека е грешка тоа што го направил. Не мора да бараат, тие не треба ни да ги носат во затвор ќе ги однесат институциите и судовите. Да, но легитимно беше прашањето и мене ме збуди. Како би можело самата опозиција да побара посилно функционирање на правдата кога проблемот во овој случај е токму на нивната страна? Не, тоа не е работа на опозицијата. Работа на опозицијата е да ја критикува власт, но работа на власт е да го менува општеството. Знаете која можеби е најголемата критика што владата на Заев ја заслужува?
Извештајот од пред 2 години на Европската комисија вели дека Македонија е заробена држава. Заробена заради законите кои што беа на сила. Најголем дел од тие закони се уште се на сила. Владата на СДСМ, коалицијата предводена од СДСМ, не ги промени тие закони. Па затоа имаме раководители на високи позиции во министерствата, во државните институции кои не можат да бидат променети само заради штетните закони донесени од ВМРО ДПМН кои што се уште се на сила. Потребно е малку поголема храброст тука. Сите треба да бидеме свесни дека ние излегуваме од еден тежок период во кој што не може да се однесуваме пацифисти до крај. Мора да се стави ред и да се знае. Одговорноста на судовите е таа, одговорноста на обвинителството е таа, но одговорноста на владеачкото мнозинство е во доносувањето на закони кои и формално и фактички ќе ослободат државата. Да ги ослободиме студентите и новите генерации кои што доаѓаат од стегите кои што ни беа наметнати, а во кои што за жал може би од поразлична призма сега, затоа што други се во министерствата првите луѓе, па се гледа малку поразлично, но формално доколку ги читате законите, тие се истите закони по кои што нас не декларираа како заробена држава. Божиновски, верувам ја следевте овие неколку минути, како се одвиваше дебатата? Видете, за правда потребна е правна држава, а тоа предпоставува длабоки реформи. Најголемите забелешки на Европската унија и со право беа токму кај судството. И не само тоа, мислам, тоа не е ново. Со децении веќе говориме. И никако да се реформира тоа судство. Она што е потребно е да профункционира третата власт. Имаме законодавна, извршна и судска. Ама судската е подчинета на прецен на извршната власт. Ние тука имаме проблем. Затоа што оние слабости кои што беа детектирани, а кои што претходната власт не ги адресираше, затоа што и одговараше, нели судовите да судат како што сакаат, кога дојде новата власт, се случи истото. Имавме нели еден обид да се создаде едно тело за реформи, па се распадна. Луѓето кои што беа најгласни критичари на претходната власт, односно на судството и судскиот систем, сега резигнирано си поднесе оставки или се повлекува. Се растури тоа. Се направи да се направи нов, ништо немаме од тоа. Апсолутно. Зашто? Бидејќи сега па на новата власт и одговара како судството се сврте на кенив. И тоа се чувствува. Не мора тоа никој да го објаснува или да го докаже. Тоа се чувствува. Гледаме однесувањето на судовите. Дури тоа јавно го кажа дека судовите и судиите сега се вртат кон новата власт. Не, они се свртени, нема што да се свртат. Тој го кажа тоа како критика и дека би сакале тоа да го реформираат или тој процес да постои како таков. Тоа може да си го говорат едно 3-4 години, ќе дојде нови избори и така. Мислите нема политичка волја да се разреши тоа? А очигледно после 10 месеци нема. Тоа беше приоритет. Постојано истакнуван од страна на Европската унија. Значи број еден услов за Македонија. Дури и во однос на НАТО, покренели споразумето, за кој што можеби имаме време да позборуваме дека тоа е актуелно сега, основна забелешка беше функционирањето на судството. Тука не е ништо направено. И министерот за правда искористи шанса и наместо да дочека да биде сменет, бидејќи дефинитивно ќе беше сменет, он си најде поента сосема поинаква и сосема не на место би рекол, за политички да поентира и да се повлече на самиот наместо да биде сменет. Ние имаме еден куп други сектори кои што имаме сериозни проблеми. Еве, например, финансии. Финансии е клучното министерство. Па ние не го гледаме министер. Колку пати се појавил министер за финансии, треба после премиерот да биде медиумски најекспониран. И постојано нешто да објаснува бидејќи он е одговорен за парите. Медиумската експонација не мора да е мерило на успешност или на вредност. Не, медиумски во однос не медиумски да излезе и да се фали со нешто, него да објаснува зошто се земени толку кредити. Нели ќе имаше бројченек на триумфална капија. 1,5 милиарди имаме нови задолжувања. 1,5 милиарди. Што е променето? Најава за покачување на данок од 10 на 18% за оние кои што се малку поуспешни, нели кои што се одлепени од дното. Најава зона исто така сега физички ДД во врзници. Па тие две работи ако се спојат заедно, значи енормни даночни оптоварувања ќе имат токму оние кои што ја водат државата. Значи тоа се луѓето кои што го креираат бруто домашниот производ. Не се буџетарите тие кои што го креираат. Тоа се луѓето, оние кои што имаат иницијатива. Тие се малку, но тие се суштината на секој општество. И тие се она јазиче кое што се врти лево десно. Така да, има уште. МВР, што беше оној случај со популарно наречен пајакот?
Што беше тоа што се случи? Че тоа не доликува на ниту една држава. Ќе понесе ли некој одговорност за тоа? Култура да не спомнувам, со оној конкурс за доделување, значи мислам дека 2 недели постојано се вадеа проекти кои што прво ја засмејуваа јавноста, за подоцна да стане тоа све тажно. Значи на што све се дава пари или како тоа се доделуваат тие средства. Средства добиваат луѓе кои што воопшто не ги ни побарале, кај ќе отидат тие пари. Значи има еден куп сектори. Да. Здравството, што се случува со... Здравството е клучен сектор, заедно со образование, труд и социјал, кој што погодува најголем дел од популацијата на државата. Трите клучни министерства, нели, плюс финансии и полиција. Во здравството имавме еден министер, па потоа се повлече, па после еден долг период немавме министер, за потоа да имаме друг министер и постојано се проследено со скандали. Вчера се објави дека е зголемена смртноста на новороденчињата. Она за кое што опозицијата, која што сега е на власт, говореше, нели, претходно неколку години. Ако се сеќавате, минатиот министер беше наречен, како беше, министер за смрт. Сега како да го наречем овој министера, да не бидеме морбидни или да не копирам. Така да имаме тука проблеми. Има и позитивен пример. Образованието е позитивен пример. Че тука се навистина се започна клучни реформи. Треба да донесен новиот закон за високо образование, ќе се прават реформи во закон. Да. Треба да биде донесен. Да ги разглобиме сега работите што ги кажавте. Имаме неколку точки. Ако во еден сектор можело, имало време, 10 месеци, затоа што слушаме, немало време, како немало време, 10 месеци. Ако во еден сектор има или во 2 сектори има, во сите сектори може да се започне. Проблемот е што многу реформи воопшто не се започнати. Тоа се должи на кадровската необезбеденост на институциите или на врвот? Сега се повторува она што минатата власт си милуваше да кажува Бранко е крив, сега Груевски е крив, нели? Не сме ние криви што не работиме, него Груевски бил крив. Добро, иако мораме да бидеме искрени и реални дека 9 месеци не е период апсолутно огромен кој што може да... Никој не очекува дека ќе бидат завршени сериозни реформи и дека Македонија наеднаш ќе процвети све. Она што се очекува е дека ќе бидат започнати суштинските реформи. Не се започнати. Или каде што ќе има одредена одговорност. Ние не гледаме дека има одговорност. Се заташкуваат случаи. Добре. И затоа е резигнирана јавност. Ве молам, да, легитимни прашања постави Божиновски, кои што заслужуваат добра елаборација. Како е вашето мислење, почнувајќи од правосудните дејности, кои што веќе го кажавте, нели, меѓутоа вие го лоциравте проблемот директно во министерот за правда, а дали е тоа баш така? Не го лоцирав директно во министерот, туку тој се повлече. Како резултат на многу прашања, меѓутоа се повлече фактија човекот. Многу е легитимно да се зборува за сите овие прашања, многу е легитимно да се отварат. И конечно, ова значи дека државата ни заздравува полека, меѓутоа отворено почнуваме да зборуваме за прашања кои што не се топ тема постојано. Зборуваме за прашања за некој конкурс во Агенција за спорт и млади, на пример. Знаеме сега за тие работи. Зборуваме за трошењата на министрите. Потрошил еден овој министер од ДУИ 14.000 евра. Дали сам ги изел или некој му помогнал? Ирелевантно. Меѓутоа знаеме дека го направил тоа. Дали во културата имало конкурс кој што е бил нелегитимен, па е повлечен, па е поништен. Добро е да се зборува за овие прашања. Тоа значи дека македонската држава има здраво ткиво, која што свесно ги следи настаните и може да дискутира за ова. Но не смееме да заборавиме Владимир да заборави. Божиновски го спомна Министерот за финансии, ќе се навратам на пајакот, посебно со задоволство ќе му објаснам за пајакот, но за Министерството за финансии вели министерот за финансии не бил присутен доволно во јавноста. Ги имате бројките постојано, имавте транспарентна постапка за носење на буџет и се обидоа за овој краток временски период да кажат колкав е надворешниот долг на државата. Зоран Ставревски го молевте вие новинарите да ви каже колку пари троши, каде се трошат парите, тој постојано ве гледаше збунето, затоа што никогаш не даде таков одговор. Ова се работите кои што мораме да ги поздравиме дека се променети. Не можеме да очекуваме дека Министерството за финансии ќе се постави како сервис на сите долгови што ВМРО ДПМН ги направи. Зошто 1,5 милиарди задолжување? Затоа што постојано пристигнуваат нови рати за отплата на кредити за Скопје 2014. Нови задолжувања. Нови задолжувања. Не за враќање. Јас не те прекинував. Значи Скопје 2014 однесе малте една третина од буџетот на државата, тоа се долгови што треба да се сервисираат. Тие не платиле ништо.
Знаете колку дојдоа во општините неплатени сметки? Една општина која има 5000 жители е презадолжена за 400 пати. Што да кажеме, дека биле добри претходно и дека сега ние можеме, ама баш веднаш да ја поправаме државата. Не оди така. Исто така е многу релевантно што се зборува за сите проблеми во Министерството за внатрешни работи. Зборувавме дека пајакот е, и тоа е топ тема веројатно, меѓутоа топ тема си убиствата. Го слушаме некој момче од ВМРО ДПМН постојано излегува деновиве да вели дека безбедносната состојба е загрозена и така натаму. Отворено зборуваме за овие прашања. До вчера никој не смееше ни да помисли дека МВР може да прави разлика помеѓу полиција и партија, затоа што тоа беше апсолутно невозможно. Денеска е се поразлично. Во МВР силно верувам дека имаат капацитет, но треба уште дополнително да го градат. Треба сериозно да се посветат. Деполитизација, таму е неопходно и таа не се прави за неколку месеци. Департизација, голем дел од раководните структури се уште во МВР се членови на политички партии и трчат по партиските штабови. И декриминализација. Тоа е основно во тој орган. Тие се трите прашања на кои што министерот треба да посвети многу сериозно внимание, затоа што од тука ќе зависи функционирањето и на многу други ресори. Но пак ќе речам, ние заздравуваме, зборуваме за теми кои што можат да ни го поправат општеството и има слух. И има сенс. Рековте со задоволство ќе му одговорите за пајакот, еве и мене ме интересира каде е одговорноста на пример на оние што треба да ја поведат. Тука имаме еден висок партиски функционер кој што беше обвинен. Ја заврши работата и мислите дека ја заврши работата? Поднесок го поднесе во обвинителството и таму се води случај. И нека заврши случајот. Дали прекршочна пријава, дали нешто друго понатаму обвинителството ќе произлезе од тоа. Факт е дека еден несреќен случај кој покажува дека дуи покажуваат сила. Факт е дека мора да се разговара внатре во таа партија, дека не можат со калашникови да решаваат прашања. Од Куманово отишле во Тетово да решаваат некакви прашања. И тоа е релевантно. Меѓутоа сега знаеме за тоа и дискутираме. Полицијата ги приведе сите 213, колку беа, во рок од 24 часа, значи постапи како што е потребно. А во однос на пајакот, интересен случај. Тој интересен и за помладите, нека слушнат. Апсолутно станува збор за една постапка која што за жал се случи во едно непријатно време, но ни укажува на тоа со какви луѓе си имаме работа. Но полицијата во тој дел постапи така како што треба. Пријавата е поднесена во обвинителството и тие си ја завршија својата работа. Па тоа не би рекол дека е баш така, вие вака како говорите. Значи имаме тука проблем. Имаме проблем затоа што тука се тврди дека функционер на власта нападнал полициски службеник. А не што може функционер е тој од власта? Па не знам што функционира, очигледно дека е многу јак. Очигледно дека е многу јак. Добро, висок функционер во партија на власт. Што е тој функционер? Функционер во партија на власт. Значи напад на службено лице, па вие сте на факултет. Вие сте на факултет. Не е важно на која функција. Немојте Владимир Вака да студенти ве слушаат. Полека малце. Функционер во ДУИ. Полека малце. Вие сте на факултет за безбедност, така? Прекршочна за напад на униформирано службено лице се добива прекршочна пријава или кривична пријава? Сега ја ве сваќам во желбата да ги одбраните за свеама. Сега малку да бидеме реални. За тоа отворете ги законите, ќе видите дали е прекршочна или е кривична. Па кривична студентите знаат подобро. Па ја ви кажем кривична дека е. Не е прекршочна пријава. Напад на службено лице е кривична пријава. Напад на полицаец. Прочитајте си ги законите уште еднаш. Па вие прочитајте си ги поарно. Во однос на финансиите, че ние имаме зголемување на долгот. Не е тоа сервисирање на стар долг. Да се направи разлика. Значи не се ова задолжување да се враќаат стари долгови. Ова се задолжувања кои што се нови. Дујовски не зборуваше за стари долгови, зборуваше за долгови наталожени во проектот Скопје 2014 кои доаѓаат за отплата сега. Тоа е стар долг. Значи тоа е стар долг. Не, тоа се изработени работи. Имаме стар долг. Значи, задолжувањето на државата е зголемено. Нели бројчаник ќе стави? Кај е бројчаник? Го нема. Професоре, за тоа е потребна судска одлука. Како ќе се стават бројчаници? Тоа е најава, таа е добра. Кога судот ќе одлучи дека ќе се одземе, дека ќе бидат вратени во буџетот, тогаш може да се рекламираат на тој начин средствата. Кога да биде вратени во буџетот? Средствата, па како Ивона Талевска, колку ја задолжија да врати? 50.000 евра, така да си плати данок. Кои се вратат во буџетот? Затоа имате пресуда. Ја велам за задолжувањето на државата. Значи државата во моментов е за преку милијарда и пол евра позадолжена тоа што беше пред една година. И ти мислиш дека тоа е резултат на овие 9 месеци? Ја тоа ви го говорам. Добро.
Благодарам. Тахири коментари, ја молам публиката да се спреми со своите прашања. Да. Ние ја оправдуваме власта, сметајќи дека за се е виновна ВМРО ДПМН. Нормално е дека новата власт, значи, дојде со големи ветувања и тоа е, значи, очекувањето на граѓаните беа големи. Но факт е едно. Јас сосема го разбрав професорот. Значи, он зборуваше веројатно како поранешен член, активен во ВМРО ДПМН. Значи, се очекува од оваа партија, значи, да биде реформски ориентирана во смисла да не ги блокира процесите. Да не поднесе интерпелација и ние 3 дена да слушаме разни пратеници како во државата сега немаме слобода, а знаеме каква слобода имавме претходно. Пајакот што збори Владимир, значи, тврдам, бидејќи таму се движам, полицијата не смееше да стигне до кафаната Шкупи. Тврдам дека не смееше да помисли некој полицаец да се врти таму. Бидејќи тоа беше слободна зона во сите овие 10 години која беше ВМРО ДПМН. Апсолутно не го оправдувам чинот, напротив го осудувам и така натаму, бидејќи тоа не е начин на функционирање на правната држава. Но да се тргне од еден случај, да се гради слика дека еве сега се случува нешто многу лошо, правната држава е значи еродирана и така натаму, мислам дека не е во ред. Бидејќи исто така сметам дека ВМРО ДПМН треба да покаже дека се реформира и во делот на незиниот однос кон албанците. Сметам дека сосема иритирачки беа тие 35.000 амандмани кои што се поднеса. Зашто? За основно човеково право кој што е употреба на јазикот, во службена употреба, значи во државата. Мислам дека за тоа зборуваме. Значи зборуваме за тоа дека политичките партии, значи треба да имаат друг однос. Само една реченица ќе кажам. Значи тврдам дека уште еднаш ќе речам. Да, меѓуетничките односи се порелаксирани. Може би повеќе време трошиме на опозицијата и реформирањето отколку на власта и грешките кои што таа ги правила, бидејќи ние како новинари треба да ги ловиме грешките на власта. Еве за власта зборувам. Значи тврдам дека во моментот ние имаме порелаксирани меѓуетнички односи, бидејќи Скопје 2014 кое што го спомнавме тука, значи го подели општеството, етнички, верски, не знам, градот го подели. Скопје го подели на делот десен дел и лев дел, каде што живеат македонците и другите. И ќе спомнам само 2 примери. Значи, Монструм и Сопот се позитивни примери за тоа како во иднина не треба да се монтираат политички случаеви и во затвор да седат невини луѓе, бидејќи се тврдеше со значи постапка и со факти дека во затвор ни седат многу невини луѓе, не само албанци, туку и други. Јас сум заинтересиран за тоа и мислам дека повеќе дебати треба да одат на тоа како да си го заздравиме општеството. Како да им помогнеме, да им понудиме идеи да ги реформираат ресорите во кои што седат. Добро, тоа благодарам. е важно од ВМРО и од СДСМ. Ја повикувам студентите со своите прашања. Микрофонот е кај? Добро вечер, Сандра Станишковска, студентка на правниот факултет при политички науки. Моето прашање е малце за надворешната политика да ве прашам. Обично е познато дека владата кога сака да донесе нека голема одлука како смена на името, помесување на географските на границите или влагање во федерација или било што слично, поставува прашање за доверба. Ова не е прашање за доверба, ова е интерпелација поставена од страна на опозицијата, но доколку се изгласа доверба на владата, тогаш опозицијата во наредните 90 дена не може да постави никакво прашање за доверба на владата или претенички прашање, било што слично, односно не може да испитува нејзината работа. Дали сметате дека ако владата ја добија довербата во наредниот период, дали сметате дека во рокот тие 90 дена е можно да го смени името? Како што знаеме, господинот Кодијас изјави дека нели се согласува со името Горна Македонија. Дали сметате дека и владата би го поддржала тоа име и во овие 90 дена би добила ново име? Мене ме прашувате. Или прво мене, веројатно други. Добро, да, не е проблем. Почнете, па станува збор за еден ќе сложен интересно процес прашање за да се разбира. сите. Многу легитимна тема.
исклучително значаен процес за Република Македонија, кој не се поврзува нити со стодена влада, нити со интерпелација. Ова е прашање кое што нашава генерација, еве на нас колегите овде, го решава 25 години. Во овој момент ниту еден од нас формално не е вклучен во преговорите, меѓутоа силни се очекувањата и веројатно и кај студентите и во јавноста се подгрева ентузијазмот дека е можно решение на прашањето за името. Тоа нема да биде затоа што Кодзијас рекол така, па Димитров ќе прифати, туку сложен процес кој што треба да помине ни соодветните тела во двете држави, а се разбира мониториран или поддржан од Обединетите нации, затоа е тука и преговарачот Нимиц, кој веројатно наредниот пат кога ќе биде потребно, како што беше средбата во Виена минатата или предминатата недела, дава своја поддршка. Укажувањата и од двете страни се дека има сериозен напредок во однос на ова прашање ако го споредиме со 2, 3 или 5 години наназад. Средбите помеѓу министрите се еден добар инпут на тоа дека е можно да се најде решение, затоа што кога разговарате, можете да се приближите во ставовите и да најдете некое соодветно решение. Позициите на двете страни се тоа дека мора да биде достоинствено решение. Може да се разговара за прашањето за името на државата, но не може да се разговара за прашањето на македонскиот јазик. Например, бидејќи е тоа затворено прашање од многу одамна и мислам дека тоа не е отворено. Сега слушнавме дека имаат напредок и во однос на употребата на државјанството, на националноста, нели? Сите имаме свое државјанство, тоа никој не може да ни го одземе, ниту не по инаков начин да не толкува како ние ќе се чувствуваме. И остануваат прашањата во однос на употребата. Тука е најсилната пречка која што во моментов ја знаеме. Ерга омнес барањето на Грција, истото да се применува и овде во Република Македонија и нивното инсистирање за промена на нашиот устав. Не сум сигурен дека се тоа прашања кои што можат да се решат во наредниве неколку месеци. Но секако дека е позитивно да се оди и доколку се обидат оваа генерација на политичари да изнедат решение, но кое што ќе биде трајно решение, тоа треба да го дадат во парламентите, веројатно, на двете држави. Новковски, за ова прашање да останеме на темата, ќе продолжиме, се разбира, со студентите. Дали решението на прашањето за името во наредниот период, кое што срамежливо се најавува и од македонска и од грчка страна, може да се случи еднаш за секогаш или може би ќе оди повторно во некои фази етапно да се реша со оглед на барањето на Грција и за менување на уставот? Да, тие две опции се отворени. Едното решение е да се реши наеднаш и другото решение е етапно, како што беше направено и предходно со промената на името, поднесувањето во Обединетите нации за прием во членство без име, под референца со тоа што беше оставено дека името ќе се достави дополнително. Од тука, значи, такво решение повторно е можно. Може да се случи повторно, да се направи етапно решение во кое што ќе се остави за друга фаза, како што беше навестено при влезот во Европската Унија. А како што гледаме од досегашното искуство, тоа е многу лошо, затоа што етапното решавање само создава дополнителни проблеми, не ги решава оние кои што биле поставени на почетокот, туку само овозможува да се натрупаат огромен број на други проблеми на тоа. И во таа смисла го разбираме и прашањето дека Мицковски сака сам да си ги врзе рацете, очекувајќи дека најверојатно со тоа ќе добие некои поени, дека нема можност да направи што и да е во однос на решението за името, но тоа е прашање кое што веќе спомнавме се решава огромен период и кое што навистина бара сериозна посветеност да може целосно сето тоа да биде направено на соодветен начин и во таа смисла спротивно на она што еве го дискутиравме пред малку на она што јас го нарекувам политички фолклор, работи што не се воопшто убави, што се многу лоши, пајаци и кој знае што се не. Тоа стварно навистина е нешто што не срамоти пред целиот свет, ама тоа е нешто кое што е кај нас многу присутно и за тоа ќе ни треба многу време, многу работа да се реши. И во овој случај имаме еден приоритет кој што е решавањето на меѓународните релации, на што треба сите да се посветат со максимална одговорност. Да се случи до јуни? Да. Да. Божиновски, истото прашање. Да. Има напредок во спорот за името очигледно, со самото тоа што веќе се говори, нели, за тоа. Прашањето е многу тешко и
За Грција тоа има емоционална димензија. За нас, освен емоционална, има и суштинска димензија, така да не е све исто. И затоа и самиот процес е асиметричен. Не се еднакви преговарачите на таа маса. Значи не се еднакви. Грција има многу посилна позиција. Но она што ние не смееме да си дозволиме, че се разбира дека потребен е компромис, но она што не смееме да си дозволиме е понижување. И тоа во никој случај, по никоја цена, се разбира, Македонија не сме да си го дозволи. Значи, компромис кој што ние ќе попуштиме за нешто, они ќе попуштат за нешто, ќе се најде некој решение кој што нема да биде понижување за Македонија. Дека ќе биде болно, ќе биде болно. Тоа е јасно. Но, она што е значено е дека за секое решение, дури да биде тоа со меѓународен договор, власта, бидејќи има мнозинство, може да го изгласа со 61 пратеник, како меѓународен договор. Но за промена на уставот се потребни 2/3. А тоа го немаат. Тоа е една работа. Втора работа, мислам дека исто треба да го поставиме прашањето што треба да се смени во уставот. Зашто се говори за промена за устав, но никој не го поставя. Тоа е суштинско. Дали тоа значи дека ние во уставот треба да го смениме уставното име и да не бидеме веќе Република Македонија, туку некаква си Република Македонија. Она што се говори за ерга омнест. Сега во Грција го нарекуваат дека ние сме сакале двојна формула, со тоа да ја извртуваат тезата. Значи, двојната формула беше една теза на господинот Киро Глигоров, кој што велеше во ред за Грција може да се договориме некакво име, но за другите се е Република Македонија. Се оние превртеа тезата, демек сега ние сакаме двојна формула, кај што за сите ќе бидеме некаква си Република Македонија, а за внатре ќе смееме да се играме како што сакаме. Значи, има граници. Основно човеково право е ти да можеш да се наречеш како сакаш, говориме за внатрешната употреба. Значи Македонија како Прочитав една ваша изјава дека во овој момент преговорите се од таква фаза што етапно или фазно договарање ќе биде неопходно во овој случај. Ако добро прочитав? Примена. Значи ја цело време го говорам, сега пред 2-3 дена го кажа тоа и премиерот. Затоа што излегуваат тези дека ние можеме да бидеме примени во НАТО и да почнеме преговори во ЕУ и без решено име. Значи, премногу разговори сум имал со многу луѓе и кои што се инволвирани во процесот и странски диплом. Од сите страни ми е посочувано дека не може. Ако можеше 2008 тоа ќе се случеше кога имаш и многу посилен притисок од САД. Така да треба да биде решено. Но не говорев ја за етапно решавање, туку говорев за етапна примена на она што ќе биде решено. Ние не смееме да си дозволиме. Етапното решавање 95-та година, кога вие предпоставам сте се родиле, најверојатно, всушност не донесе до. Бидејќи тогаш беше, еве све решивме, Македонија тогаш го промени знамето. Го промени уставот. Со името лесно ќе биде, ќе го договориме за неколку месеци. Еве уште 20 години помина. Значи, не смееме да се дозволиме етапно решавање, но она што може да биде направено е етапно исполнување на веќе договореното. Се разбира тука под услов што предпоставува тоа. Значи, ако се договори промена на устав, се ние не говориме дали треба да има или не треба, но она што е суштинското прашање е што би предпоставувала таа промена на устав. Ако, например, треба да се додефинира оној член 49, да се додефинира, не да се смени или да се укине, тогаш тоа може би и ќе биде изводливо. Мислите во однос на малцинствата? Да се додефинира. Грците се јасни дека прашањето на промена на уставот е за името, не е за нешто друго. Ама тоа треба да биде јасно кажано. Значи не е само промена на уставот, туку промена на уставот за промена на уставното име. Тука веќе имаме проблем. Бидејќи веќе освен што прашањето и самиот спор е банален, мислам дека нема примери, нема ни Грција се повлече од ова барање за промена на уставот? Зависи, значи, всушност решањето на прашањето за името многу повеќе зависи од Грција него од нас. И зависи од внатрешните политички сили, односот на тие сили, многу зависи. Значи сега во моментов, ако има избори, Сириза ќе изгуби, тоа со 90% разлика.
Да даеме хипотетички пример дека бидејќи таму има еден силен скандал со Новартис, и од 15% поени се намали на 9 или 10 разликата. Да кажеме под услов да се намали на 5. Тогаш можеби Сириза ќе процени наместо да губи, бидејќи Сириза во моментов губи на обидот за решавање за името. Во Грција има еден силен отпор за какво било вклучување на Македонија во името, во нашето име. И они губат. Ако они проценат дека наместо да губат, може да свртат плочата целосно и да се вклучат со неа демократија, тогаш веќе може да по овој дел од преговорите. Мислам дека воопшто не е прашање Македонија да не биде во рамките на новото име. Мислам дека тоа не е прашање. Не, дадов само пример за грчкото. Да. Добро, јасно. Значи, исто така мислам дека и прашањето на идентитетот, кој што тука се обидуваат разни структури, кругови да го коментираат на тој начин што еве ќе се смени идентитетот, мислам дека исто така е неодржливо, бидејќи никој не може да им каже на македонците дека не се македонци, бидејќи тоа апсолутно не е во ред и мислам дека до такво нешто нема да доаѓа. Мислам дека ВМРО ДПМН, бидејќи зборуваме за политичкиот момент, има дадено поддршка на владата, односно на СДСМ, за прашањето да се реши. И мислам дека тоа е клучно и многу битно во моментот. Значи, да имаме политички консензус во рамките на целото општество, првенствено во македонскиот политички блок, бидејќи јасно е дека албанскиот политички блок дава поддршка на секое решение кое што нели ќе биде достоинствено и во рамките на тоа што не значи понижување на македонскиот народ и македонскиот идентитет. Ајде, повелете со други прашања или подпрашања на оваа тема. Никола, студент на политички студии. Сакам да го насочам моето прашање кон професорот Божиновски. Имајќи во предвид дека владата целата своја енергија троши на решавањето на спорот со името, негликтирајќи другите сектори, како мислите дека ќе се одрази евентуалниот неуспех на ова поле? На кој начин би се манифестирала разочараност? Ви благодарам. Тука е проблемот што сите едноставно, значи се добива впечаток дека сите го чекаат Зоран Заев и Никола Димитров да го решат спорот со името со Грција и дека после Македонија наеднаш нели ќе процвета и ќе се развие. Иако е точно дека со решавањето на тој проблем ќе се отворат вратите и за членство во НАТО, што ќе забетонира Македонија на безбедносната карта на Европа и ќе се отворат сушности преговорите за членство во ЕУ, кој што е најбитниот период од секој од државите во Источна Европа, каде што се случиле најсериозните реформи, каде што се увидел најголемиот напредок, всушност целокупен општествен напредок на тие држави. Може да изземеме примери Чешка, и Полска, и Унгарија, и Бугарија, ако сакате, и Романија и така натаму. Но проблемот е дека едноставно све е оставено на тоа и дека другите сите чекаат. Ја затоа велев, министерот Димитров и Зоран Заев како премиер нека ги вложат своите напори и нека се обидат да го решат прашањето за името, спорот за името. Се разбира дека доколку биде тоа решено на начин кој што нема да понижи Македонија, значи не велам пата дека ќе видиме. Ако имаме асинхрони преговори, ние не можеме да имаме пата решение, но решение кое што нема да понижи Македонија, тоа ќе биде позитивно. Но ако вие во огромен дел од другите сегменти на државата си седите само и чекате да се реши спорот за да се добие одреден политички поен, тогаш сериозно имаат промашено, значи таа перцепција. Треба да знаеме што понатаму, што ако не се реши, значи тоа разочарување се очекува да биде некако многу големо. Ако не се реши, и како понатаму бите владата. Ајде вршете па и во преговорите за името се вклучени луѓето кои што се во секторот за надворешни работи, пред се министерот Димитров и премиерот Зоран Заев.
сите останати сектори може да си функционираат нормално, треба да си функционираат нормално. Доколку не се реши спорот за името сега, ништо страшно. Она што треба да се потенцира е дека државата треба да си функционира, државата треба да се развива, а во исто време да се прават обиди да се реши тој. Ако сега не се реши, ќе се продолжи понатаму се преговори, тие не смеа да сопрат се разбира, ќе се реши и понатаму. Но не смее да се остави она како велат сите јајца во една табла. Значи не смее да се остави све, да се фокусира целата перцепција на јавноста околу успешноста на владата, на тоа дали ќе се реши или нема да се реши. Благодарам, Дојевски. Нема да се реши името. Мислам дека како никогаш претходно сега се созреани условите сериозно да напредуваме и доколку е можно да се направи тоа, па како што истакна премиерот и по цена на политичка кариера, треба да се направи, затоа што влогот не е едноставен. Република Македонија премногу долго е надвор од европските текови. Ние сме партнери, соработуваме, членуваме во партнерството за мир. Овде се присутни странски емисари и така натаму. Па дури ни се нудеа и некакви варијанти на преговори на високо ниво разговори, но ништо не може да го замени полноправното членство во НАТО или членството во Европската унија. Се согласувам со колегата Владимир, доколку не се пронајде решение, доколку не дојдеме до летото или можеби до рана есен со решено прашање во однос на името, нема да биде крај на светот. Ние мораме да продолжиме како сериозна демократска држава да преговараме. Во Грција наредната година има избори, во Република Македонија има избори. Во тој период е многу тешко да се договараат вакви прашања кои што се од круцијално значење, за жал, особено за Грција. Меѓутоа мора да продолжиме да си го градиме општеството без да бараме изговори дека заради ова или ова не успеавме да постигнеме договор. Доколку се изнајде такво решение, јас сум и повеќе од уверен дека и власта и опозицијата, без разлика дали се од македонскиот или албанскиот блок, ќе го поддржат таквото решение. Добро, но сакам да дополнам. Се создаде впечаток дека во Македонија владата фрли се на една карта. Тоа е картата на меѓународните односи, зашто се повлекоа и добри, би рекле, потези, доби и поени договорот со Бугарија. Мислам, оценете различно, но генерално не можеме да видиме некои значајни критики во тоа поле. Кога се е фрлено на таа карта, како понатаму, бидејќи ги знаете очекувањата и разочарувањата на дел од луѓето за тоа што се случува внатре, а пропо тоа што се случува надвор. Сите велат владата на Заев, Европска родина, надвор тера супер, ама внатре нешто не функционира. Затоа е многу тежок одговорот на прашањето како после тоа разочарување евентуално на недонесување на добар договор или пристоен договор за Македонија. Прва работа што кога говориме на часовите по јавно мислење на факултет, што им ја кажувам на студентите, дека колку се поголеми очекувањата, толку се поголеми фрустрациите од неисполнети очекувања. Ја затоа уште во септември, октомври велев не смееме толку значи да се иде толку еуфорично во целиот спор со името. Бидејќи доколку поставиш премногу високи очекувања, а тука многу сектори со цел да се излечат од своето неработење, го фокусираат јавното мнение кон Никола Димитров, кој што да кажеме, заедно со образование една од светлите точки на владата, толку се зголемуваат тие очекувања. И после нормално дека ако тоа не се исполни, фрустрациите ќе бидат поголеми. Но ова мора да биде јасно. Спорот за името, за разлика од сите други работи кои што ги говоревме, не зависи само од Македонија. Така да неговото решавање или нерешавање не зависи само од Македонија, напротив, многу повеќе зависи од другата страна, односно од Грција. Јас силно го поддржувам тоа што владата даде навистина многу значење на надворешната политика и на решавањето на спорот со името, особено договорот со Бугарија, но и некои други прашања кои што буквално ја вратија Македонија на политичката сцена во Европа. Тоа е многу важно. Ние повторно ќе имаме партнери кои што во нас гледаат на доверлив партнер. До вчера тоа беше незамисливо. Ние бевме отпишани од многу текови, а и самите гледаме и студентите знаат дека 20 и повеќе години ние соработуваме преку различни проекти и во реформата во правосудството, таа не била можна без поддршка од страна. Реформата во полицијата ја спроведуваа различни партнери од Франција, Германија, Холандија и така натаму. Реформата во сите суштински сектори во општеството доаѓа од надвор. Зошто? Затоа што утре кога ќе ги завршиме овие прашања и ќе преговараме со Европската унија, ќе мора да покажеме капацитет и компатибилност да се носиме со таа Европска унија. И затоа е добро што се даде акцент на тоа. Веќе го завршивме тоа. Сите во Европа на поразличен начин гледаат на Република Македонија. Не се согласувам дека е се фрлено на таа карта, не можеме да минимизираме
Има некаде каде што работите се значително подобрени. Повеќе нема политички прогони. Ги спомна Сефер неколкуте случаи. Тоа значи сериозно подобрување. Може би не глобално во областа, може би не како што граѓаните чувствуваат. Но ајде да се вратиме малку наназад. Мислите дека беше ова изворливо монструм и другите случаи пред 3-4 години да се случеа? Не, има резултати. Чекориме напред и тоа е добро за сите и тоа е здраво за нашето општество. Благодарам. Повелете други прашања. Добро вечер, јас сум Руфат Демиров, студент на политички науки. Пред малку споменавте и се прашавме сите кој е крив. И сега, дали ќе сгрешам ако кажам дека гледам сценарио каде што имаме опозиција која што ја критикува власта за работи кои што и таа може би во минатото ги правела и имаме власт која што вели не опозицијата е крива поради нешто што направила, а и ние слично се однесуваме денес. Дали може би сите се криви? Може да одговорам. Значи, за тоа да дојдеме до оваа ситуација, веројатно криви се и опозицијата и власта, бидејќи СДСМ и ВМРО-ДПМН се менува во власта. Значи, ова СДСМ што не е денеска беше во минатото во власта. Али дуј не се менја бит. Молам? Дуј не се менја бит. Тоа за тоа одлучуваат граѓаните, мислам дека јасна е волјата на граѓаните и електоратот како си гласа. Веројатно тоа ќе се случи во блиска иднина, бидејќи тоа сум го истакнал е нормален политички процес. Значи зборуваме за одговорноста. Значи во моментот ние спомнавме неколку случаи. Значи еве и последниот случај со Агенцијата за младите. Значи, мора да се бара одговорност од директорот како некоја книга која што е стереотипизирачка, во етничка, во полова смисла и така натаму, стигнала да се печати во 5000 копии. Зборувавме за средствата доделени од Министерството за културата. Точно е дека се водеше вистинска дебата како се доделени проектите, но точно е дека во минатиот период ние немавме јавен увид како се доделува тие проекти во Министерството за култура и како, например, само одредени архитекти, одредени културни уметници добиваа милионски суми за некакви грандиозни проекти кои што ги гледаме во Скопје 2014 и така натаму. Значи, зборувавме исто така и во делот на правдата. Вие знаете случајот со Алмир. Значи, тој е точка која што ни покажува всушност какво обвинителство и какво судство имаме. Имено спомнавме, премиерот самиот вели, ми праќаат пораки судии кои што на некој начин ги даваат услугите на новата власт. Значи, не можеме ние да ја окривуваме само ВМРО-ДПМН и СДСМ или ДУИ. За да имаме ние подобро општество, сите заедно, и вие имате одговорност. Немојте да мислите дека немате одговорност. Тие што наследат и граѓаните имаат одговорност, бидејќи во секој демократски политички систем граѓаните треба да бидат активен партиципент во јавниот живот и треба да реагираат кога има неправди. Во делот на надворешната политика, јас ќе спомнам само нешто, дека имаме многу добри односи, например, со земјите од регионот, со Косово, Албанија, со Бугарија, со Србија, со Турција. Тоа е многу добро, бидејќи ние сум истакнувал и во една друга дебата. Не можеме да живееме како држава која што значи изолирана и како остров ние да живееме сами без да соработуваме со другите. Точно е дека има пропусти, кадровски пропусти, бидејќи не можете да очекувате од тие раководители на функции да нема пропусти, кои што се во голем број. Нормално е тоа дека ќе се случува, но ќе се бара, мислам, медиумите, вие, ние, сите ќе бараме одговорност за постапките на власта. Да не оставиме, значи, тоа да биде некоја власт која што самоволно ќе ги реализира своите политики, како што можело да се случувало не само во минатиот 10-годишен период, туку и порано. Добро, уште едно прашање имаме можност од доколку има заинтересенти. Студентите од безбедност, некој?
Професоре? Во меѓувреме, јас само ќе се надоврзам на ова прашање. Студентите имаат целосно право. Ако се согласуваат со молчење, нема никаков проблем. Значи, пополека треба да надминуваме прашањето кој е крив. Не е така. Вие сте млади генерации и доаѓа време кога ќе треба да се прашуваме кој колку сработел на работното место за невреме на неговиот мандат. Дали има отчетност таму, дали има професионализација, дали се грижи за парите на граѓаните како да се негови, како да е неговото семејство. Затоа е многу важно ова што Сефер го истакна. Јас сакам уште еднаш да ви порачам. Немојте повторно да заспиете. Студентите, може би не вие толку, но студентите, генерациите пред вас, беа заспани како резултат на тоа што ние, вашите професори, бевме заспани. И затоа се доведовме во ситуација да некој од Европа вели ние сме заробена држава. Сами сме си се заробиле одвнатре. Затоа се добри ваквите дебати, затоа е добро вие, особено политички науки, правни науки, безбедноста која е присутна насекаде, но и сите други студенти во општеството да размислуваат и да лоцираат каде нечинат работите, не да бараме кој е крив. Затоа има органи, тие ќе се занимаваат, но не смееме да премолчуваме. Не ја наведнувајте главата. Градиме општество кое што треба да донесе многу подобри услови за студирање во Македонија. Го спомнува неколку пати Владимир новиот закон за високо образование. Силно се надевам дека тој ќе овозможи поголема слобода на факултетите и на универзитетите, затоа што и така се гради општеството. И така ќе градиме еден поинаков свет. Бидете слободни, кревајте грава за тоа. Пример, така. Да. Апсолутно, затоа го Дури потенцирам Владимир уште еднаш. ја фалеше власта, мислам. Зашто да не ја фалам? Јас ја фалам тамо кај што треба. Ја реков, образовани и надворишни работи се светли точки. Само вие треба малку да критикувате, не може вака мети млеко тече, значи. А инаку да, студентите. Јас нема да заборавам времето кога ние критикувавме пред 2 години, а за тебе течеше мети млеко. Ја критикував тогаш. Воопшто не така. Тоа е перцепција. Види, свесни имено. Тоа е перцепција. Значи, токму во ова, не знам ова студија, ама во 24 соседното. Кај дебатата, кога правевме дебата околу нели законот за високо баш и тогаш беше, видете што сум говорил. Пред 3 години. Добро. Него, само да додадам дека не ако молчат студентите дека се согласуваат. Студентите не смеат да се согласуваат. Тука е целиот проблем. Значи, они со ништо не смеат да се согласуваат. Добро, една студентска генерација изоде еден многу трнлив пат во време кога во Македонија мислевме дека нема светулки во ноќта. Значи тоа се можеме да го минимизираме. Но ние имаме друг проблем. И тоа веќе за тоа никој не говори. Значи, преобемноста на јавната администрација допринесе да мојата генерација од 90-тите, например, беа многу со, да речеме, еден предприемачки дух, поинвентивни, спремни да ризикуваат. И наместо тој предприемачки дух да се развие, со зголемување на таа јавна администрација од страна на сите власти, и гледаме дека уште си се зголемува, нели има пак некои нови вработувања, се доведовме повторно во ситуација голем дел од младите да чекаат од државата да им го обезбеди нивниот лев. Што е најголемата погрешка во секоја држава која што стреми. Кај нас се велеше нели пазарно стопанство, всушност кон капитализам. Онаму каде што сите имаат еднаква шанса, но оној кој што ќе се труди повеќе и ќе успее повеќе. За жал кај нас гледам на еден процес кој што некако не враќа во оние мрачни времиња на тоталитаризмот до 80-тите години. Добро, да ги погледнеме тука поентите на вечерашната емисија, ќе се вратиме со завршно со вас, професоре, пошто вие бевте тука на крајот малку помолчали. Најголемата слабост која што треба да се констатира е токму таа дека овие лица кои што беа веќе во постапки за многу тешки дела, кои што нас пред меѓународната заедница не доведоа на најниско ниво, кај што ги изгубивме сите позитивни оценки, нешто што мора да се реши најбргу, токму тоа заостанува. Мислам дека има драстично подобрување. Сметам дека не само во комуникација со медиумите, туку и со граѓаните, тоа е добро, тоа треба да продолжи, бидејќи граѓаните мора да имаат увид како се трошат буџетските пари, како ги трошат нашите јавни пари, министрите и другите раководители на функции. Оние слабости кои што беа детектирани, а кои што претходната власт не ги адресираше, затоа што и одговараше, нели судовите да судат како што сакаат, кога дојде новата власт, се случи истото.
Сите треба да бидеме свесни дека ние излегуваме од еден тежок период во кој што не може да се однесуваме пацифисти до крај. Мора да се стави ред и да се знае. Одговорноста на судовите е таа, одговорноста на обвинителството е таа, но одговорноста на владеачкото мнозинство е во доносувањето на закони кои и формално и фактички ќе ослободат државата. Да, професор Новковски, на крајот останавме должни. Вие ја слушнавме вашата поента од денешниот настап тука. Вечерва заврши, да речеме, еден дел од судскиот процес за предметот Тенк. Груевски до досна во ноќва ги слушал разговорите за објавените бомби. Дури имало и такви што не се објавени, кои што откриваат нова светлина за нови судски случаи, колку што можам сега да прочитам на интернет. Меѓутоа, неговиот адвокат се пожалил после излегувањето од суд дека утре нема да може Груевски да присуствува на седницата на собрание затоа што повторно е на судница. Мислите ли дека она што вие го побаравте или го апелиравте, таа правда дека конечно ќе профункционира? Тоа е она што ја повикав опозицијата да се заложи отворено на утрешната седница. Имаме два горливи проблеми. Едниот е решавањето на меѓународните релации на Македонија, пред се овој спорот со Грција, и другото е владењето на правото. И тука, ако сакаме да бидеме држава, мора тоа да се направи. Ние имаме многу тесен рок. Она што беше спомнато дека се направени изчекори вратени во меѓународната заедница, тоа е само првата фаза. Ние имаме многу тесен рок, 3, 6, 9, каде што мора да се 3 месеци подготовка, 6 месеци реализација, 9 месеци рафинирање на резултатите, се да биде завршено. Она што го рекол Черчил, понекогаш не е доволно да го направиш најдоброто можно, туку она што треба да се направи. А ние сме во таква ситуација, многу е тешко, меѓутоа мора да се направи тој изчекор и сите треба да застанат за тоа. На утрешната седница сите застанат за тоа Македонија да ги реши овие проблеми, затоа што не се работи за тоа дека ние ќе имаме друга шанса. Добро. Прашањето е дали воопшто ќе обстоиме како држава ако не се решат овие проблеми. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте вечерта гости на 24 отворено. Почитувани студенти, благодарности вас за активното учество во емисијата. Вас ве поканувам да останете со телевизија 24, следуваат вестите и најновите информации за тоа што вечерва се случуваше во новата сала на судот, каде до доцна во ноќта се слушаа бомби кои што досега и не се објавени, кои што фрлаат нова светлина и на некои други судски процеси.